Охриѓани се збогуваа со градоначалникот Јован Стојановски, кој на 48 години ненадејно почина. Во негова чест општинските власти организираа комеморативна седница на Советот, а знамињата на пола копија означуваат ден на жалост. По едноминутниот молк членовите на семејството, најблиските соработници, како и владиниот врв му одадоа почит во преполната општинска сала. Дозволете ми од мое лично име и од името на членовите на владата на Република Македонија да ви упатам искрено сочувство до сите членови на вашето семејство, до роднините и до пријателите. Замина прерано и за сите нас. Ненадејната смрт на Јован е загуба за академската заедница, за нашата држава, за партијата СДСМ и за општина Охрид. Меѓутоа, јас знаев некогаш така побурно да му изреагирам, да му речем, ајде бе градоначалнич, ајде. Се ќе си биди цунте. Се ќе си биди само наскине нему. Така зборуваше Јован. И од него свати дека само со голема поддршка и со слога можеме да успееме. Подруго не може. И не требаше да градиме вредности на љубов, да се почитуваме меѓу себе, без разлика кој сме и шо сме. За тоа колку ми значеше во животот, нема потреба да зборувам. Погребот беше извршен на Пладе на градските гробишта. Колона граѓани, соработници со партијци и членови на семејството беа собрани за последен поздрав со градоначалникот Стојановски. Иако неговото управување со градот не беше значително долго, охриѓани порачуваа дека општината изгубила човек со голема визија. Еден од проектите на кој Стојановски бил најмногу посветен била реконструкцијата на кејот, поради што неговиот брат предложи тој да го носи неговото име, откако ќе биде завршен проектот. Што се однесува до изборот на нов градоначалник, Министерството за локална самоуправа треба да ја извести владата, која пак во рок од еден месец ја констатира ситуацијата и иницира постапка за распишување нови избори. По ова, Советот во рок од 30 дена треба да избере еден од членовите кој ќе ја извршува должноста се до избор на нов градоначалник.